Христос поставува едно чудно прашање. Дали сакаш да оздравиш? Какво е ова прашање? Зар може некој што лежи 38 години да не сака да оздрави? Зар не е очигледно? Но иако ова прашање е навидум чудно и непотребно, тоа е наменето за да ја открие длабочината на душата на овој човек. Зашто многу често нашите одговори ја откриваат вистинската состојба на умот и на срцето. Човекот одговара: Господи, немам човек да ме пренесе. Додека јас да дојдам, друг веќе слегол пред мене во водата. Ама Христос не го праша дали има човек, ниту го праша дали може да стигне до водата. Тој го праша дали сака да оздрави. И во неговиот одговор се открива нешто многу суштинско. Се открива неговата двојна парализа, и на телото, и на душата. Проблемот не е што овој човек не верува. Проблемот е што верува, но не живее исправно. И оваа историја не само за него, туку за сите нас. Зашто и ние многу често веруваме, а сепак живееме како Бог да е многу далеко. Одамна сме се помириле со својата безнадежност и со својот грев. Да, можно е човек да верува, да се надева на Бога, дури и да се моли, а сепак да се чувствува осамен и да не може да го искуси Бог. Не затоа што Бог е далеку, туку затоа што животот му е погрешно поставен, со погрешни луѓе и со погрешни навики.